Во следните минути исто така ќе зборуваме за коронавирусот, меѓутоа овој пат ќе зборуваме за тоа какво влијание истиот има врз менталното здравје. За менталното здравје знаеме дека секогаш треба да се грижиме, меѓутоа во ситуацијава во која што живееме веќе 3 месеци е од исклучително значење да посветиме малку повеќе внимание на оваа тема. Денеска со мене ќе зборува Даниела Трајковска, гешталт терапевт. Добро утро, Даниела. Добро утро, благодарам на поканата. Како што споменав, многу е важно да посветиме внимание на менталното здравје во услови во кои што живееме, во услови на ограничено движење, карантин, полициски час, самоизолација и се што со себе си донесе оваа пандемија. Може ли за почеток да ни кажете, имавме олабавување на мерките, но веднаш потоа сите бевме вратени назад во домовите во 80 часов на изолација, меѓутоа како ова влијаеше врз луѓето? Така, сосема нормално на самите почетоци кога мерките идеа постепено, значи луѓето беа веќе полека психички подготвени за сето тоа што следува нели со полициските часови и веќе тука многу полесно се изнесуваше самата состојба. Меѓутоа, кога дојде момент до олабавување на мерките, како што и вие самите рековте, тогаш значи се случи оној момент да луѓето веќе се опуштија и самото враќање изненадно на карантинот, изолацијата и продолжениот викенд донесе до момент да луѓето веќе не можат психички да го издржат тоа, да симптомите кои што претходно биле изразени овдека се зголемуваат, самата состојба нели на изолација во затворен простор и секако оној момент на немање сигурност до кога сето ова ќе трае. Значи, кога имаме некој рок каде што знаеме до кога ќе биде тоа, веќе можеме, нашиот праг на издржливост е повисок. Меѓутоа, кога сето ова се продолжува, значи луѓето веќе не може да ја издржат таа состојба и дојде до ова што го видовме, значи напуштање на домовите, заминување од градот Скопје нели во Охрид сите останати градови каде што мерките беа нели поолабавени, а со тоа, значи еве тука доаѓа моментот колку психичкото здравје на човекот веќе е загрозено со тоа што тие дури се спремни да го загрозат и своето физичко здравје, здравјето на своите најмили со тоа што ги прекршуваа мерките, а веќе да не речеме не само своето и на своите најмили и со загрозување на сите останати. Зборуваме за симптомите, ги споменавте и вие. Кои се оние симптоми кои што не смееме да ги занемариме? Кога е важно да почувствуваме дека треба да се обратиме кај психолог, психотерапевт? Така, значи самата оваа состојба, значи изолација, загрозување на здравјето на човекот, една промената состојба на секојдневно живење, екзистенцијалната криза во која што поголемиот дел од семејствата во овој момент се наоѓаат со намалување на работните ангажмани, нели, потоа целата наша функција на други улоги, освен нели деловни ангажирани, сега сме повеќе дома со децата, па со сите оние ангажмани околу училиштето и се останато, од друга страна децата ограничени, значи доведуваат до едно зголемување на напнатоста, вознемиреноста, нетрпеливоста, но кога сето тоа го попречува секојдневното функционирање, значи нарушување на сонот, промена во драстични промени во расположението, потоа минување на негрижа кон секојдневните хигиенски навики или пак може да оди во сосема спротивно, значи прекумерна оптеретување со тоа што од друга страна и самата состојба го поддржува или потенцираме почесто миење на раци и се останато. Меѓутоа до оптеретување каде што доаѓа до моментот на хипохондрија или пак анксиозност, панични напади, вознемиреност, оптеретување со некои мисли, сето тоа може да апелира, не може, него апелира дека треба да се обратиме до некое стручно лице. Убаво е доколку можеме првенствено за сето тоа да разговараме со своите најблиски, но да земеме во предвид дека и за нив не е лесно. Значи сите ние се наоѓаме во оваа каша, во оваа состојба која што навистина долго време трае и не можеме веќе толку лесно и да се обратиме до своите најблиски за да не ги оптовариме дополнително. Така да многу е убаво доколку човек има свесност и се обрати до стручно лице, психолог, психотерапевт со кој што може да разговара на овие теми, за да може да се го улесни секојдневието како на себе си, така и на сите околу себе.
Важно е да споменеме дека сите кои што имаат потреба и чувствуваат дека треба да се обратат кај психолог, тоа може да го направат бесплатно во Гешталт институтот на телефон. Значи, може ли да ги дообјасниме овие детали? Така, Гешталт институтот секогаш бил тука за социјално загрузени луѓе, за сите кои што имаат потреба од психолошка помош, значи поддршка или психотерапија и во овој момент ствари се прилагоди на самата состојба која што тоа го наложува или самото загрозување на здравието на луѓето со контактот, како што и ние сега во овој момент зборуваме на оддалеченост, на отвореност, ни наложи да се прилагодуваме и да бидеме во текст со времето. И токму заради тоа нашите колеги, околу 30 на терапевти, стојат на располагање на телефонските линии, каде што секој кој што има потреба од психолошка поддршка или психотерапија, може да се обрати, да ги најде контактите и информациите на веб страната на Гешталт институт Скопје или на Facebook и од таму има термини каде што може во текот на денот да се обрати до одреден терапевт кој што соодветно ќе го припрати и ќе реагира на потребата на клиентот. Дали има зголемена потреба, односно интерес за консултација со гешталт терапевтите од институтот, посебно периодов во кој што зборуваме? Така, вака, да бидеме реални, значи во последниот период и пред оваа пандемија, веќе последниве година, 2-3, самата стигма на посета на психотерапевт е намалена. Значи, доколку порано беше за жал, да кажеме, дури срам да се каже дека некој посетува психотерапевт, денеска е вистинска пофалба, заради тоа што како што се грижиме за физичкото здравје, значи спортуваме, се храниме здраво, значи исто така треба да се грижиме и за нашето душевно здравје. То едното со другото на вистина прави еден добар спој. Така да луѓето веќе свеста за посета на психотерапевт и за својата добрибит психолошка, која што е реално видлива, како што е видливо кога се спортува, телото добива сила, здравост и се останато. Исто така, овдека душата ја добива таа позитивност и автоматски, значи имаме поголема самодоварба, елан, издржливост, посебно во овие моменти кога сега ова на сите нас не се случува и во целиот свет се случува, е навистина убаво да се погрижиме малце за својата душа како што и за своето тело. И сосема е нормално дека имаме зголемување на контактите. Даниела, јас ти благодарам за издвоеното време и за денешното учество во утрински брифинг. Се надевам дека дел од овие совети ќе ги применат нашите гледачи и ќе се погрижат за своето душевно здравје. Ви благодарам и на вас, пријатен ден.